Среда, 17 часот и 15 минути, уште еден термин за уште едно издание од своја страна. Почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа среда одбравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце, да го проследите најновото интервју од своја страна. Од своја страна разговарам со авторката на Се уште можам нешто да сторам, роман кој што го добива овогодинешното Рациново признание. Меѓутоа и уште многу други романи кои што се закитуваат со големи награди. Да не сгрешам јас, Вишнова хроника, роман кој што влегува во финалето за наградата Роман на годината. Роман на годината го добива, ја добива наградата во 2017 година, романот Одбројување, токму од нашата Фросина Пермаковска, за која што ќе говориме нешто повеќе денес. Меѓутоа, на самиот почеток, Фросина, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна. Ви благодарам и вам за можноста да поразговараме за македонската литература. Токму така, со еден многу бав повод, јас ке речам во фокусот се уште можам нешто да сторам, Рациновото признание кое што некако најсвежо ни е од вашите многобројни награди, од вашите многобројни дела. Се уште можам нешто да сторам е романот на кој што промоција бев и самата присутна, една невообичаена промоција на која што новинарот Васко Попетревски чинам разговараше токму со вас, која што направивте да бидете така примамлива и интересна промоција. Пред да преминеме содржински за романот, што значи Рациново признание, токму за Се уште можам нешто да сторам, Фросина? Да, Рациново признание, веќе во повеќе прилики кажав, секако многу ми значи поради самата тежина на името на наградата. Од друга страна, токму за овој роман ми беше доста мило затоа што во овој роман чинам најмногу се вложив самата, и временски, и физички, мисловно, на сите начини на кои што може еден писател да се вложи. Потоа го пуштате романот, нели, на вистинското место, кај читателите, и фидбекот од страната на читателите или наградите кои што исто се своевиден фидбек, повеќе нели од критичарите, жири комисиите доаѓаат некако така изненадно, најубаво е без очекување, природно. Велите најмногу се вложивте во овој роман, значи ли тоа дека ви требаше некој подолг временски период во кој што се создаваше Се уште можам нешто да сторам, колку време се создаваше, ќе кажете дека доста патувавте, го носевте романот со себе од место во место, па значи ли тоа дека различни места будеа различна инспирација за вас, колку тоа влијаеше на инспирацијата? Да, многу интересно прашање, затоа што иронично помалку време. Обично минатите романи ги пишував за период од година и неколку месеци, година и пол, овој го напишав за една година, но повеќе се вложив во смисла, имав повеќе бегства за овој роман. Тие патувања не беа толку клучни местата, колку што беше клучно самувањето, повлекувањето во себе, потребата од некоја лична изолација, делумна секако, потребата од тихување. Во таа смисла мислам дека во овој роман најмногу се вложив на тој начин. Доста бегства од градот, не мора тоа да бидат и некои екзотични дестинации. Еднаш споменав, последните читања беа во еден манастир, например. Беа и тука, и во Македонија, во неколку наврати надвор, нели, колку што времето и можностите ми дозволувале, но во таа смисла. Колку се потребни, колку се нужни тие бегства за еден писател да може да, нели, да се инспирира, за да може на ратите, така да кажеме, да си седне самиот со себе и да пишува, да твори? Па, тие се клучни, ама најмногу се клучни бегствата во себе, значи тие нурнувања во себе, тие моменти на тишина кога останувате сами со себе, и фино е некогаш да се погоди, односно некогаш се погодува таквите бегства да
и физички да може да се избеги на друго место. Тоа за мене е идеалната комбинација, но нели не секогаш можеме, некогаш мора да просто врските налагаат да се остане тука. Така што бегството е широка категорија, доволно е бегство во свој свет и мислам дека тоа е клучно за процесот на пишување. Ајде малку повеќе содржински околу темата. Пишувате во машки род, што е интересно, во прво лице е нарацијата. Зошто токму одбирате да пишувате во машки род? Опфаќате повеќе теми, меѓу кои што некои клучни споменувате во романот: депресија, анксиозност, инвитро постапки и сите оние теми кои што можеби не се веќе табу теми кај нас, за кои што чинам се повеќе свеста се подигнува и се повеќе се говори. Зошто токму таквите теми ги опфаќате во вашите романи? Еве зошто прво машки лик, не ми е мене прв роман да пишувам главниот лик да е машки лик воедно и раскажуваш во прво лице, затоа што инспирацијата доаѓа на различни начини, кај мене доаѓа во форма на лик. Најпрво се појавува ликот. Да, тоа ќе ве прашав. Да, како се создаваат приказните на Фросина Пермаковска? Токму така, преку ликот, значи секој роман досега до мене дошол преку ликот. Некој лик што се соочува со нешто. Приказната е многу оскудна на почетокот, што се соочува например со инвитро, но видено од машка перспектива, не од женската, што е нели потипичен пристап најверојатно. И други сите има повеќе теми кои што ги третира романот, но машкиот лик доаѓа природно. И мене во таа ситуација би ми било потешко да свртам се наопаку само за да го направам да биде женски, заради некој убедување дека можам подобро да опишам женската психологија, што според мене е погрешен пристап, затоа што не е само ликот, некогаш ќе пишувате за лик што е пилот, например. Вие не мора неминовно да бидете пилот, затоа писателот треба многу да истражува кога пишува, но и да има некаква добра перцепција, да ги забележува работите околу себе, кај луѓето, кај посебни групи луѓе, кај мажите, кај жените и така натаму. И дојде овој роман кај мене во форма на машки лик, кој што со својата сопруга се обидуваат да имаат дете. Што сака тој маж да каже, како се соочува со тоа, веќе беше едно патување на кое што одиме секогаш заедно. Споменавте, бараат доста истражување токму ваквите теми. Значи ли тоа дека се консултиравте токму со стручни лица околу овие теми поврзани, бидејќи вие сте дипломиран книжевник, па претпоставувам немате доволно познавање околу тие состојби на депресија, инвитро и сите оние работи кои што се поврзани со тоа? Да. Па има повеќе начини, еве за овој роман и за во другите, особено и одбројување и Вишнова хроника, има некои теми со кои што се консултирав со стручни лица. Има во неколку наврати сум имала прилика да видам некоја приказна одблизу, нормално не да ја пресликам приказната, туку најважно е за да го испишете да го видите. Токму тоа и кога со стручните лица сум разговарала, со доктор, например, мене не ми е потребно да ми даде некакво упатство за абортус, например, еве за одбројување. Мене ми е потребно да го видам тоа, за да го напишам. Затоа што читателите многу лесно можат да почувствуваат дали знаете, дали се фолирате, многу лесно може да се почувствува ако се лизнете на таа уверливост која треба да раскажувате реалистично, така што преку истражувања, разговори со стручни лица, но и преку некој пристап одблизу на луѓе со слични приказни. Магистрирате на магичен реализам, пишувате во магичен реализам. Што значи жанрот магичен реализам? Еве, ајде малку повеќе да објасниме за нашите гледачи. Да, што да очекуваат од вашите книги? Да, магичен реализам е мојата љубов од многу години одамна и секогаш сакав да напишам, но не може да напишете како по задача, барем јас. Не можам за овој роман природно некако се на мести ја работите, инаку магичниот реализам подразбира реалистично раскажување со магични елементи, значи со
одредени магични елементи кои што не го нарушуваат тоа реалистично ткиво на приказната, не вршат некаков агресивен упад во приказната како во фантастиката, туку тие си легнуваат на тлото, на реалистичното тло. И многу често за повеќе цели се користи магичниот реализам, кога сака да се каже некоја вистина, која треба да се завие, која што треба некако да се каже на поинаков начин, ги испишува тишините. Всушност тоа е и намената, односно токму така и се појавил магичниот реализам. Но денес јас мислам, секогаш што го велам, Македонија, македонското општество е многу податливо за магично реалистичен пристап, за магично реалистични романи, но нема многу кај нас, се бројат на прсти. Јас самата немам досега, освен овој последниот, дадено некаков придонес во магичниот реализам. Овој, како што спомнав, некако природно дојдоа тие елементи, теми кои што се среќаваат во магичниот реализам, поминувањето на границата помеѓу сонот и јавето, помеѓу животот и смртта, но сепак да повторам, тоа останува во една реалистична рамка. Така. Се уште можам нешто да сторам, имено последниот роман. Какви беа реакциите по неговото објавување, допрели до читателската публика на Бармаковска? Па да, тоа е најубавото за еден писател. Леве за мене лично ќе зборувам, најубав е фидбекот од читателите. Книгата е најдена вистина на убав, на топол прием. Јас секојдневно вака имам прилика и со читателите, сега нели имаме модерни технологии, социјални мрежи, пишуваат во инбокс, доживеа релативно брзо второ издание откако го доби Рациновото признание, така што досега навистина сум доста задоволна од приемот на читателите, кои што се, ќе повторам, најзначајната адреса каде што се упатува едно книжно дело. Има ли во Македонија читателска публика која што знае да вреднува македонски автор? Има, и тоа можам да констатирам дека има и доста промени во последниве 10-15 години, дека се повеќе македонските читатели се враќаат кон македонскиот роман, се повеќе македонскиот роман станува интересен за македонските читатели, тоа го кажувам на вистина со големо задоволство, со голема радост. Имаме голема понуда од македонска современа литература, која што ги задоволува стандардите на светската литература. Има различни автори со различни стилови, тоа што мене особено ме радува, различни стилови, различни теми, така што читателите имаат пред себе една широка палета со теми, со различни книги, различни автори, имаат избор од квалитетни дела. Читајќи, истражувајќи за вас, во еден наврат ќе кажете дека еден писател не треба да се подпре само на емотивните состојби за да напише нешто. И сега, колку вас професијата лично како дипломиран книжевник ви помага за творењето на вашите дела и на што се треба да се подпре еден писател, колку е клучна дарбата тука, сето тоа да го... Да, мислам дека многу ми помогнаа студиите на општа и компаративна книжевност. Таму се учите да читате пред се, да бидете читател, па потоа низ животот, нели, после студиите станувате писател и ги применувате тие знаења што се однесуваат до дарбата. Јас сепак би рекла дека се работи за еден баланс. Еве, дарбата може да се стави во друштво и со инспирацијата, со талентот, со идејата, со музата од една страна, а кога зборуваме особено за пишување роман, техниката, дисциплината, посветеноста, дисциплината пред себе од друга страна и треба некој баланс од тие треба. Лош збор е треба, но идеално е да се направи некој баланс од тие две групи, тие две друштва, така што
тој талент да се искористи. Пак ќе повторам, различно се пишува роман, кус, расказ, поезија, но за романот, освен тој порив, таа инспирација, треба и многу работа. Ке се сложите со мене дека денес како многумина да се охрабрија да објават нешто на лист од хартија, па како најлесно да препознаеме што е што е вредно за читање, некако како да сме преплавени од сите страни да излегуваат некои нови книги, нови дела. Има ли некој критериум, Фросина, кој се може да издаде и објави нешто? Па за жал да, како што споменавте, не знам дали да речам за жал или за среќа, секој може да објави книга. Но чинам порано не било така. Не било толку лесно. Денес е доста полесно и доста е полесен пристапот и до читателите и нели да се рекламира. И сега не секогаш добрата книга добро се рекламира, многу често може и обратно. Па видете, критериуми би рекла има повеќе, еве некои естетско-уметнички критериуми. Критиката може да биде еден од критериумите, еден читател, еве од позиција на читател би побарала некоја критика конкретно за одреден роман, наградите, признанијата, рецензиите. Денес на социјалните мрежи читателите пишуваат, се охрабруваат да пишуваат рецензии за романи, своји впечатоци, видувања, што е можно, е добро. Па ете сите тие работи како склоп може да помогнат во изборот на определена. За одбројување ја добивате наградата роман на годината, добивате Рациново признание, добивате и некои други помалку или повеќе важни награди. Моето прашање е колку ви се важни наградите, што тие значат за вас, дали се само една потврда дека сте можеби тука на тој вистинскиот пат? Па да, наградите се важни за секој. Тоа не може некој да рече мене не ми е важна наградата, ако веќе аплицирал за таа награда, но најмногу за мене е она претходно што го зборевме заради читателите. Се покажа, еве и низ лично искуство можам да зборувам, но и низ многу примери се покажува дека читателите ги вреднуваат наградите и кога ќе видат финалист за роман на година, која што навистина има извонреден рейтинг кај нас или добитник на роман на годината, помага. Затоа за мене наградите најмногу се важни во таа смисла, го отвараат патот до читателот, го прават полесен пристапот до читателот и тоа се гледа во видливи резултати, веднаш зголемување и на тиражот, тоа значи дека стигнало до повеќе читатели. А секако и во друга смисла наградите отвараат порта за преводи, за гостувања надвор од Македонија, за да побудите интерес кај странските издавачи и така. Гостувате ли надвор од Македонија? Чинам сега на социјалните мрежи нешто прочитав дека чинам последниот роман на англиски јазик превод или да, тоа е организација на Министерството за култура во соработка со Македонската асоциација на издавачи. Тоа е многу убава иницијатива. Ја представуваат нашата литература на штанд во Франкфурт, најголемиот саем за издавачи. Да, и се уште можам нешто да сторам, беше во неколкуте романи што се избрани да бидат преведени на англиски. Тоа е се уште иницијатива, се надевам дека ќе вроди со плод. Да, размислувате ли за другите романи, можеби да ги читаме и на некој друг јазик? Па да, тоа видите за романите е најтешкото прашање, затоа што е доста и финансиски трошок, и има други препреки, но секако дека целта на еден роман е да стигне до што поширока публика. Ето, јас имам неколку преводи, српски, бугарски, украински, а делови од романите ми се преведени на повеќето светски јазици. Имено и тоа били и гостувањата, како и представувања на Македонија, на штандот на саемите во повеќе земји. Едно од моите најдраги гостувања беше во Лајпциг. Тоа мислам дека е најубавиот саем за автори што сум го посетила. Токму одбројување во рамките на Балканската вечер имаше своја промоција и многу други гостувања во земјава и подале. Ни остава ли Фросина Пармаковска нешто автобиографско во своите дела? Тоа е многу прашање што не може да се одговори просто, но мислам дека секој писател мора нешто лично да вложи во својот роман, односно не мора, но
Мислам дека тие романи кои што предизвикуваат некаква емоционална поврзаност со читателот, кои што предизвикуваат некаков поприсен, поблизок однос. Мислам дека во таквите, како романите, нели, во прво лице, дека е неизбежно да оставите нешто од себе. Не мора да е тоа опипливо, случка. Така, може дел од карактерот пресликан во некој од ликовите. Баш дел од карактерот, од хуморот, од светогледот, може на многу начини. Ама дека да не викам се остава. Јас лично оставам во секој роман по нешто од себе. Така, кажавте прво ги имате ликовите, а потоа следуваат действијата, односно действијата ви ги пратат ликовите. Има ли нови ликови кои што ќе пратат нови действија? Во моментов не, но има еден шаблон кој што можам да речам дека е шаблон. Романите ми излегуваат на 3 години Вишнова хроника 2014, одбројување 17, навраќање во пандемијата 20, овој крајот на 23. Мене ми треба 1 година да се одделам, да го пуштам романот да си оди, затоа што претходно... Да легнат импресиите. Токму така, претходно било многу интензивно тоа живење во тој свет, тие бегства. 1 година просто ми треба да се одврзам. После таа 1 година доаѓаат идеите, а брзо после идеите и процесот на пишување. Така, ќе чекаме со нетрпение. Соработувате години наназад со или издавачката куќа. Како оди соработката со издавачките куќи во Македонија? Подржуваат ли македонски автори? Па да, јас можам да зборувам од лично искуство, поточно за или. Јас нема да сгрешам ако речам дека тоа е издавачката куќа која што дава најмногу поддршка на млади автори. Значи, јас почнав соработката со Или во 2014 година, така што не секој издавач би се нафатил да објави дело од непознат автор. Тоа е ризичен потек и затоа треба да имате многу верба, како што имаат Или. Лесно е да земете некој автор кој што веќе има добивано награди, кој што веќе има своја читателска публика, но Или даваат шанса пред тоа. И тоа им се вратило во доста добра мера, односно нивната доверба авторите ја оправдале. Тука ќе ги споменам Петар Андоновски, Давор Стојановски, сите сме добитници на награди, сите имаме повеќе изданија. Така што, не да ги пофалам дека се мои издавачи, но многу и од познатите автори кои што ги гледате денес, имале почетоци токму во таа издавачка куќа. Така, претпоставувам обострано е често и задоволството и на издавачката куќа и на македонските автори кои што се навистина доста успешни и закитени со награди. Фросина, како се вмрежувате со читателите? Одите ли на читателски средби, подпишувате ли дел од романите на токму такви средби во Скопје, конкретно низ градовите во државата? Се случуваат ли такви? Тие се многу важни. Средби да ги речеме, затоа што сте во жива комуникација со публиката, публиката може да ве види, да ве праша. Јас многу сакам после промоцијата кога има прашање. Се многу важни, па за оваа книга е уште релативно млад роман, имав промоција во Скопје, но во септември беше книга на месецот во Браќа Миладиновци, тоа сосем нова читателска публика. Запознав, сега на 22 ќе одиме во Велес, потоа имаме планови за други градови, се уште е во фаза на договор, не би можела конкретно да кажам, но мислам дека тие средби се од исклучителна важност, затоа што од друга страна исто нели и за самата култура и во помалите места децентрализацијата, сите настани се 90% од настаните се случуваат во Скопје. Многу е важно да се однесе не само литературата, целата уметност и во другите градови. Така, што е следно на вашата агенда, кои се вашите планови, како ги полните батериите, што прави Фросина Бермаковска во слободното време? Освен што пишува. Да, кога не пишувам, после интензивен период на пишување, како што беше со последниот роман, сакам да читам нормално и гледам да прочитам се тоа што претходно не сум можела, затоа што додека сум во интензивна фаза на пишување, не читам белетристика.
Сега читам. Се читаат ли македонски автори? Давате ли лично вие поддршка на вашите колеги? Да, како не, јас дури сега 2 книги читам во ракопис. Ние писателите некогаш имаме така навика да си даваме во ракопис да му дадеме критичко мислење на романот, додека е во можност да се смени нешто, нели? Сега читав такви 2 романи. Во останатото време учам турски, морам тоа да го спомнам со ентузијазам. Надокнадувам средби со пријателите, со луѓе со кои што се немам видено подолго, со луѓе со кои што сум се гледала, но сум сакала повеќе пати, почесто да се гледам, така што најнормални секојдневни работи. Велат во Македонија не се живее од писателство. Како ќе го искоментира еден писател тоа? Па да, видете, од пишување книги, да, тоа е потврден факт дека не се живее, но од пишување, например, може и од копирајтинг, од различни видови пишување, може, но од професијата како писател не се живее, за жал ќе речам, затоа што сепак мислам дека еден писател треба да му се дозволи да го работи тоа што го сака и единствено тоа што го сака, но ние сме и мала земја, мал пазар, но од друга страна ќе кажам, јас сум оптимист по тоа прашање, затоа што и книжевноста е глобализирана, како и многу други феномени, така што мислам дека технологијата оди многу брзо, дека можеби, еве и нашата земја, нашата мала литература, дека ќе најде полесни начини да излезе до светот и верувам дека можеби еден ден и писателите ќе можат да живеат само од пишување книги. Технологијата оди напред, така е, колку истата еве, колку социјалните мрежи, колку се она кое што таму се случува, ви помага на некој позитивен начин да се доближите до вашите читатели, да добиете некоја конструктивна критика, да споделите нешто со читателите околу книгите? Да, од исклучителна важност, токму и социјалните мрежи, еве ќе ги споменам читателските групи кои што се многу имаат многу членови. Таму читателите имаат можност да коментираат, да критикуваат без влакна на јазикот, што кај нас во Македонија е редок феномен, нели кај нас имаме отсуство на професионална критика. Таму читателите се слободни да даваат своји мислења, своји сугестии, но и да дадат и на авторите и пофалби и критики. Така што многу е значајно и за рекламирањето неопходни се социјалните мрежи, за да стигнете до поголем број читатели, за да ја проширите вашата публика. Секако дека мора ние писателите мора да ги користиме тие модерни алатки. Така, токму така. Се уште можам нешто да сторам, дали ќе доживее и некоја друга промоција, можеби надвор од Скопје? Има некои планови, токму имав една средба со мојот издавач од Бугарија, тоа е некој проект кој што се уште не е дефиниран, не можам да зборувам, но овој роман е релативно млад, за роман треба малку повеќе време, така што јас сега излегувам со одбројување кој што од пред 3-4 години. Еве, имав неодамна промоција во Софија, така што малку време треба и да се преведе и тие договори да се потпишат. Има нешто во најава, но не можам се уште да зборам. Добро. При самиот крај од нашето интервју, јас и моите пријатели од Smart Service за секој мој гостин доделуваме еден вредносен ваучер од 500 денари, за што всушност станува збор, еве и пред нашите гледачи уште еднаш ќе потсетиме. Smart Service е професионален сервис за мобилни телефони, каде што вршат исто така и продажба на нови половни мобилни телефони, кабелчиња и секакви видови на слушалки и апарати. Фросина, за вас еден вредносен ваучер од 500 денари, со здраве да си го искористите, можете да си ги посетите Smart Service во Лисиче во Трговскиот овде, да си одберете маска или фолија за вашиот мобилен телефон, што и да сакате. Овде јас ќе ви се заблагодарам за тоа што ми го разубавивте студиото во ова издание. Јас уживав, Фросина, во разговорот. Ќе ви честитам за сите дела до сега, ќе посакам да не престанете да пишувате, бидејќи со нетрпение го очекуваме следното ваше дело. До тогаш останува да се одморите, да си ги средите импресиите, од се уште можам нешто да кажам и секако да се видиме во некое ново издание.
Ви благодарам и вам. Многу се радувам кога постојат емисии за култура, за книжевност. Кај нас имаме недостаток од емисии за генерално за култура, така што го поздравувам вашиот ентузијазам и многу ви благодарам на поканата. Благодарам. Така, почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте ова издание од своја страна. Разговарам со нашата писателка Фросина Тармаковска. На самиот крај да подсетиме дека незините романи можете да се ги набавите и купите во сите книжарници на или во останатите поголеми книжарници широм државата. Ве поздравувам и се гледаме за 7 дена од сега.